Благодарам. Ете, денеска дебатата во ова собрание фати еден интересен тек, каде што би кажал дека имате одредени бизнисмени, заутани криминалци во политиката, кои што цел ден тука ни морализираат за некаков победник во гласови, за тоа некој што требало да брани некого или да напаѓа за некакви права. И ете, нема подобар тест од времето за некои тврдења да бидат поразени, особено кога тие тврдења се базираат на директен личен интерес и криминал кој што едноставно иде во насока на збогатување на неколкумина поединци, а не грижа за целокупниот систем. Искрено, мака ми е да гледам како оние кои што ја испокрадоа државата сега излегуваат тука и со некој човечки социјален елемент кажуваат дека ваков закон требало да биде донесен, дека требало да бидат затворени коцкарници и казина, на кој што за тоа ваше тврдење и за волја на вистината се согласувам. И тука би можел да поставам едно директно прашање, но ете не би сакал на тоа ниво да ја спуштам дискусијата, зошто до сега за 20 години вие тоа не го направивте. И на старт да го кажам ставот на ВМРО-ДПМН. Овој закон нема да помине. Овој закон со постапката ќе запре тука. Ама не заради тоа што треба да им се помогне на луѓето, туку заради што во суштината на законот стои легализација на криминал. И тука ве слушам како морализирате и како кажувате дека требало нешто да се требало да се затвори, ама не се кажува директно тоа за кое што и овој закон не е проблематичен. Прво, ќе ги поделам моите аргументи на два дела. Се што треба од тоа што вие го кажувате, сите 6 мина тука кои што излеговте да зборувате, е решено со автентичното толкување. Што е решено со автентичното толкување? Вие велите коцкарниците се насекаде, дека коцкарници има отворено насекаде, дека тоа директно ги афектира граѓаните. Тоа е точно, но ајде да видиме зошто. Па колку лиценци се издадоа во последните 7 години? На колкумина се издадоа лиценци во последните 7 години? Па дали вие сте го отвориле сајтот на Државната лотарија и да видите кој членува во надзорниот одбор? Еве јас ќе ви кажам. Знаете што се случуваше пред 10 месеци од сега? Министерството за финансии, кое што го водеше Кадар Надуи, поднесе закон за игри на среќа со европско знаменце. Го критикуваше тогашниот амбасадор Гир, го критикуваше председателот тогашен Пендаровски и австрискиот председател. Знаете понатаму што беше уште поинтересно? Што законот од владата собрание го достави тогашниот прв вице-премиер Артем Груби. И да биде уште поинтересен тој шоу од циркус, тука во собрание 3 дена си играш играчки со реномето нова собрание, председателот на Комисијата за европски прашања исто така од ДУИ. Зашто тогаш не бевте волку гласни? Зашто тогаш некој од вас не излезе и не каже како бе Државна лотарија и исто така директен содружник во сето ова е водено од Перпарин Бајрами и исто така Кадар Надуи? Зашто не кажавте од надзорниот одбор од 4 члена дека 3 се од ДУИ, од кои што сите тројца имаат едно сврзано ткиво, вработени во Министерството за политички систем? Зашто не кажавте дека Арс Ламина, таа ваша позната компанија, или Арберија Дизајн се инволвирани во тој бизнис? Зашто не кажавте дека ваш член 19 годишник, замислете, требаше да набавува покер или било какви апарати? Тоа нема да го слушнете, но ќе слушнеме сега тука морализирање од оние за кои што и закупија за 10 години ресторан за свадби од 2,6 милиони евра и во моментот кога беа фатени во тоа го продадоа, замислете, на пратеник на ДУИ. Сега тоа повеќе нема да го има. Што се случи со автентичното толкување? Овие лиценци беа одземени и тие кои што не плаќале даноки, кои што оперирале со тие, ќе бидат казнети. А знаете што е најпарадоксално во ваше тврдење? Вие велите да ги оддалечиме коцкарниците од училиштата, да ги извадиме надвор за да не бидат допир со граѓаните. Па чуму тогаш направивте онлайн гемблинг за да може и луѓе или деца од 12 години да се коцкаат? Зошто тогаш го направивте тоа? Зашто тогаш пробавте да го монополизирате овој пазар и да го криминализирате сето тоа? И знаете ли што е најпроблематично со овој закон? Што вие се обидувате со ваквите напишани членови да го легализирате овој криминал. Вие сакате да ги легализирате додените лиценци
на тие кои што приредуваа игри на среќа, со кои што вие, со овие четворица кои што претходно ги набројав, дадовте можност да ги мултиплицираат лиценците колку сакаат. Затоа во последниве 7 години во оваа држава има насекаде коцкарници и обложувалници. Со едната рака го браните интересот на граѓаните, а со другата рака давате можност на поединци од ДУИ, директно кажувам, од ДУИ да се богатат. Па секој знае во оваа држава кој се обиде да го приграби овој сектор према себе. Тоа беше Артан Груби. Се сеќавате на едно гостување на телевизија, кога му се јави на еден негов близок пријател, ме прашуваат новинариве дали ти имаш нешто со ова или не, а исто така и тој беше инволвиран и постојат документи. Сите овие ликови кои што ги кажав, не гарантираат дека законот кој што сте го вие поднеле навистина сака да го заштити граѓанинот. И сега ќе ви кажам една работа. Сакате вие тоа да го прикриете со некаков ефтин национал популизам, дека некој мисли на некого или дека некој во држава сака некого да сегрегира. Не е вистина. И треба да ви биде јасно дека во оваа држава повеќе нема да постојат недопирливи затоа што припаѓаат на некаква политичка партија. А ќе видите многу наскоро зошто. И не се само автопатите на кои што истиот тој кој што го спомена Артан Груби ги црташе трасите за да можат таквите луѓе да ги купуваат земјиштата околу трасите и да градат бензински пумпи и потоа да ги препродаваат имотите. Тука има криминал. Тука има криминал. Да, точно е тоа. Но има криминал и во овој сектор на игри на среќа и за тоа некој ќе биде повикан на одговорност многу скоро од сега. И тоа нема врска со национализам. Тоа има врска со криминал. Тоа има врска со криминална дејност. Тоа има врска со докази. И ако веќе сакате да кажете тука дека не било тоа така, зошто запре истрагата што ја отвори финансиска полиција? Чудно нели пред изборите? И се тоа така се случува и никој не може да биде казнен затоа што некаде припаѓа. И ќе се вадиме сега на емоцијата на луѓето дека не можеле да се отвараат коцкарници таму или ваму, ама од друга страна ќе гледаме колку што е можно повеќе да го туркаме овој закон кој што едноставно нема никаков одговор за овие прашања. Сега да одиме на најважното. Дали овој проблем системски ќе биде решен? Да. Министерството за финансии изработува закон кој што ќе биде системски и во кој што ќе биде дефинирано тој што отворил, под кои услови може да работи. Дали може бесконечно пати да мултиплицира лиценцата? Дали и како ќе му биде наплатено данок? Каде ќе може да оперира, односно колку метри и од училишта и од некои други установи. Таков закон ќе биде поднесен. И заради тие услови, и заради тие ситуации, и заради овие работи кои што ги набројав, овој закон не заслужува дискусија. И токму затоа и кажав и на колешката на комисијата. И јас бев во претходниот мандат претседател на комисијата за финансирање и буџет и не помина кај мене на комисија на филтер. И јас бев тој пратеник кој што овој пат ги предложи заклучоците за да овој закон запре тука со постапка. И вакви закони повеќе нема да поменуваат. Лични и бизнис интереси на одредена криминална клика, која што е управувана од еден човек, нема повеќе да биде легализирана во ова собрание. Овој проблем ќе биде решен, но со закон кој што ќе биде донесен во една инклузивна постапка, каде што одговорот на овие прашања ќе биде даден во законот, заради да се заштити интересот на сите оние кои што се инволвирани во тој сектор, а не за да можат поединци да изнесуваат милиони евра богатејки се и овозможувајќи на одредени голобради момчиња да купуваат аквизиции од стотици, десетици милиони евра. Благодарам.